Добар ден! Стартува ново во градот. Точно 9 часот, може би и го пиете вашето утринско кафе со нас. Јас сум многу голем љубител на кафе. За некој кафето и не е само потреба, туку ритуал и начин на живот. Некои што живеат како мене, а се многу познати по тоа. Денеска во живо директно патуваме во Битола на Широксокак. Ке пиеме кафе со битолчани. Да видиме зошто се тие толку многу познати по кафе пиењето на Широксокак. Ке отпатуваме до преубавиот Охрид. Таму ќе слушнеме малку поинтересни информации денеска, кога е во прашање Охрид, нема да зборуваме за туризмот, ќе зборуваме за гастрономијата. Бидете со нас, Татјана Маленкова, ја гледам дека е веќе подготвена и ќе биде со нас и очекуваме вклучување од Струмица. Но најпрво, како што ветив, одиме на Широксокак. Ана Трајчевска е таму. Добар ден, Ана, за тебе. Пријатно кафе. Со традиционално турско кафе во рацете од познатиот и прочуен Широксокак во Битола, јас ви посакувам добар и пријатен ден. Ете, верувам дека и нашите гледачи во овој момент не следат и ќе уживаат со едно добро кафе, се разбира во нашата програма, се разбира и во најновата емисија Ново во градот на телевизија Нова. Битола насекаде е позната по многобројните кафичи, но пред се позната е по пиењето кафе на Широксокак. Јас морам да кажам дека традицијата на пиењето на кафе и излегување со пријателите на муабет на Широксокак е секојдневие на голем број на битолчани. Денеска не само оние повозрасните, туку голем број на млада популација секојдневно излегуваат на Широксокак да го испијат своето кафе. Без разлика дали тоа е празник, дали може би е работен ден или времето е студено или врнежливо. Сепак во голем број битолчани знаат да излезат на Широксокак, се разбира, да го испијат своето кафе. Но морам да кажам дека динамиката во текот на еден ден е наменета за различни генерации. Еве ќе започнам од овие утрински часови. Значи, овие утрински часови се наменети за оние повозрасните кои што излегуваат со своите пријатели, се разбира, да уживаат во нивно друштво, заедно пиејки го своето кафе. После тоа следуваат оние луѓе кои што излегуваат на кафе за време на својата пауза од работното време. Морам да кажам дека онаа најголема гужва на Широксокак во Битола е околу 12 часот, кога што излегува по младата популација. Слободно можам да кажам дека тоа време Широксокак наликува на една голема ревија. Како што знаеме, битолчанки се познати по тоа што секогаш се убаво средени, убаво облечени, па така морам да кажам дека секогаш ги следат најновите моди и секогаш буквално од глава до пети се средени кога ќе излезат на Широксокак. Тоа време, некаде околу 12 часот, речиси и да нема слободно време доколку сакате да го испиете вашето кафе, некога се случува да излезете дури во 11 часот доколку сакате да фатете слободна маса, а некогаш пак се случува да треба да шетате половина или 1 час за да дојдете до слободна маса во некој од кафичите тука во Битола. Оние попладневни часови, кога станува збор за пиењето кафе на Широксокак, се резервирани за оние семејни луѓе кои што често знаат да излезат со своите деца, се разбира, да прошетаат и да уживаат, а што се однесува до оние вечерните часови, повторно се резервирани за младата популација кои што навистина излегуваат во голем број, а она динамика на излегување на Широксокак спласнува некаде околу полнок. Во секој случај Битола навистина е насекаде препознатлива по пиењето кафе на Широксокак. Повторно ќе кажам дека голем број на битолчани ова му е традиционално и ова е дел од нивното секојдневие. Ние студио направивме анкета во текот на вчерашниот ден со дел од битолчани. Ете колку често тие излегуваат на кафе и во кое време, односно кога е она неголема шема на Широксокак, кога тие најчесто одат на кафе во Битола, па во продолжение јас предлагам да ја проследиме анкетата која што ја снимивме со нашите сограѓани. Со оглед на моите работни обврски, не дека многу често го конзумирам кафето на Широксокак, ама најчесто се оди попладне, значи пред ручек време. Најчесто сабота, тогаш е најфреквентно на Широксокак, така да обично тоа време одам ако најдам слободно време. Вие како млади личности колку често излегувате на кафе? Скоро секој ден. Така, во кое време од прилика? Околу 12:30-1 поручекта. Па скоро секој ден.
Така, Да. кое е време од прилика, ете, кога е онаа шема? Па од 12 до 2 часот. Еве, баш сега ја фаќате шемата. Тоа е позната по пиењето кафе на широкстока. Колку често вие го практикувате? Секој тоа? ден. Така, кое е време од прилика? Од 12 сато па натаму. Колку често вие го практикувате тоа? Кој е пиењето на кафе? Да. Секојдневно. Во кое време најчесто, кога е онаа поголема гужва тука во Битола? Од прилика кон 12-1 сат. Кој ќе станем од Савајле. Со оглед на тоа што не сум моментално во Битола, кога ќе дојдам практикувам да се напиеме на битолско кафе, така. Така, кога е она шема, кога е најгужва на широкстока, кога најмногу се За пие викенд кафе? може да сретнете поголема маса на луѓе околу 12-1 сат од попладне и така. За празници сега пред Великден доста луѓе ќе има. Јас не сум од Битола, прв пат доаѓам. Така, како ви се допаѓа Битола? Па многу ми се допаѓа, сега еве шетам. Така, сте слушнале ли можеби за тоа дека Битола е позната по широкстока и по пиењето? како не, да. Ете, ќе се напиете можеби денеска кафе на Да, широкстока? еве со колешките колегијално. И јас набрзо ќе бидам како и онаа девојка на крајот која што прв пат доаѓа во Битола. Одвај чекам да дојдам јас да испијам кафе на широкстокак со тебе, Ана, се разбира. Сега спомена за историјата на пиење кафе, кажа дека сега наутро може да се видат и повозрастните граѓани кои што си ја следат традицијата и сепак го започнуваат денот со пиење кафе на широкстокак. Можеме и за тебе да видиме дека веќе и седат, си разговараат, муабетат со граѓаните со кои што ќе се сретнат. Мене ме интересира како е во споредба со тоа како било некогаш и како е сега, колку младите ја следат таа традиција. Така, Јована, пред се морам да ти признам дека со нетрпение те очекувам, бидејќи постојано комуницираме вака преку екраните, но во секој случај многу сакам да те запознам во живо, се надевам дека тоа ќе биде во скоро време и заедно ќе го испиеме нашето кафе, токму тука од Битола на Широкстокак. Токму како што кажа, оваа традиција се пренесува од колено на колено, од генерации на генерации. Младите, значи, ја следат онаа традиција која што е останата на вистина од минатото, од многу поодамна. И во минатото на главната градска улица на Широкстокак на вистина имало голем број на кафеани и меани. И тогаш голем број на битолчани седнувале на кафе, се разбира, разговарале со своите пријатели, можеби склучувале некои трговски сделки или разговарале за оние актуелни случувања кои што се случуваат, а дури ете како што кажуваат, нели оние постарите често знаеле да разменат на некои погледи со оние дами кои што постојано се шетале на Широкстокак со некои убави и долги тоалети. Значи таа традиција да постои од минатото и битолчани во голема мера ете ја следат и си остануваат на она што се случувало тогаш. Познатиот историчар од Битола Александар Стериовски вели дека она што денеска е Широкстокак во 19-тиот век тоа било покрај Драгорието. Од двете страни на реката Драгор имало голем број на кафеани и на меани и тогаш се собирал поголемиот дел на граѓани оделе токму така, значи останува традицијата ете и од тоа време кога голем број на битолчани излегувале на кафе, на локум или можеби на некоја останата пијачка. Нешто подетално околу околу таа историја на пиењето кафе во Битола, јас предлагам да слушнеме во продолжение од изјавата на битолскиот историчар Александар Стериовски. Податок дека во 1634 година, турски податок е тој, од турски документи е тоа, дека во Битола оката кафе, тоа е нешто повеќе по тежина од килограм, чинело 100 акчина. Акчина е сребрена пара, тоа значи доста скапо е кафето, но еве го има во Битола. Тоа значи, ако го има кафето, имало потреба, тоа и да доаѓа, значи имало кафеана. Со сигурност знаеме дека во 1678 година, името на собственикот на кафената ја немаме, но знаеме дека имало кафеана. Колку доаѓаме понапредно, по ново време,
кафеани се повеќе се отвораат и во Битола, дојат и чести забрани да се рушат и точилниците на алкохол и кафеаните. Едно десетина документи јас имам најдено кои што се упатени директно до властите во Битол да се рушат кафеаните. Во 19 век веќе кафеани има многу доста. Да речеме, почетокот на 20 век, на 19 век, еден податок говори дека ги имало во Битола 20, исто толку и нешто повеќе има во средината на 19 век, а при крајот ги има 100 кафеани. Значи, употребата, консумацијата на кафе е многу популарна. Значи ли тоа дембелчаршија дека тука игра голема улога? Да. Па, денеска она што е Широксокак, 19 век беше крај Драгоријето. Тоа било шеталиште, тоа било место каде што има многу кафеани и незалудно името и дембелчаршија. Таму се престојувале главно синови на Аги бегови, христијани побогати. Од двете страни на Драгород бројни кафеани се наоѓале. Реков јас, невзалудно тоа место и денес се именува како Дембелчаршија. Првата кафена била кај што е сега музеот на албанското писмо, од другата страна на Драгород, значи од десната страна, се викала таа кафеана Каваци, многу популарна била тоа. Која држел, мислам дека најдоподаток дека христијанин ја држел таа кафеана, а на просторот меѓу малото железно мовче кај општината и широкиот мост кај судот, таму од двете страни се наоѓале бројни кафеани, кај што се уживало локом и чај и кафе. Ана, историчарот раскажува за едно дамнешно време од самите почетоци всушност на Широксокак. Сега мене ме интересира, јас имам слушнато за еден многу чуден податок, сега дали е тоа вистина, за тоа дамнешно време и сами почетоци на кафе пиењето на Широксокак. Дали е точно дека одамна представувало и смртна казна доколку пиеш кафе на отворено надвор? Така и ова наточно се слушнала, значи точен е тој податок дека во минатото одреден период, односно околу дури 150 години се казнувало со смртна казна доколку надвор се пиело кафе. Поточно во минатото големиот број на кафеани кои што ги имало тука во Битола представувале како еден вид на културен дом. Во тие кафеани се одржувале голем број на представи и голем број на културни случувања. Па заради тоа еден период било забрането во секоја кафеана да се точи кафе, да се точи алкохол и се разбира било забрането да се пушат цигари. Токму како што кажавме, таа казна дури била и со смртни последици, односно нели, таа казна се однесувала и со смртни казни. Но подетално нешто повеќе околу самото тоа кое што верувам дека на вистина е интересно за нашите гледачи, јас предлагам да слушнеме во продолжение токму од историчарот Александар Стериовски. Да го погледнеме. Кафеана доаѓа од кафе, ги имало два вида, во затворена просторија и на отворен простор. На отворен простор била затоа што луѓето сака да излезат малку на чист воздух, плюс да видат движење. А пак, напротив, во затворените простори имало други предности. Таму се одржувале, да речеме, куклени представи на сценки, театарски, значи настапи Значи има. кафеаната била културен центар. Културен дом. Потоа настапувале и меддаси
Медах е професионален раскажувач на приказни. Тоа е ала монодрама изведувал тој. Сето тоа помагало кафената да стане мощно популарна. И што се случило потоа? Се случило кафеаните да бидат забранени, да потпнат под една општа забрана да не се точи кафе, да не се точи вино и друг вид алкохол и да не се пуши. Значи, забрана и за употреба на тутун. Тоа е прохибиција и прва прохибиција наспроти она што ќе се случи меѓу двете светски во Америка. Толку причината е затоа што тие кафеани станале културни домови, каде што се ширела и некој вид отпор кон актуелната власт, посебно султаните, и тоа е основата за настанувањето на таа прохибиција, која што ќе трае околу 150 години. Меѓутоа, како што ми кажавте, пред да започнеме со снимањето, забраната се однесувала дури и со смртни казни. Точно така. Мощно е бројни се случаите кога султан заедно со придружува двајца-тројца телохранители лично шета низ сокаците на Истанбул, влегува во скришни тајни места, мириса дали се пушело, дали се пиело алкохол или се пиело кафе. На лице место, во најгруп случај, биле убивани тие консументи. Во поблаг случај, па казни биле на тие консументи да ги закачат со брут за увото од влезната врата на кафеаните и така да престоат 24 сата. Тоа она потолерантната, по-меката казна. Инаку, рековме, од Турција, преку Балканот, Виена и цела Европа го прифати кафето. Тоа е историјата на кафето, почетната историја. Ана, неверојатно е тоа, пошто вие денеска сте познати од самиот старт да биде казнувано и да биде осудувано. Значи, сте истрајале сепак како кафе пијачи и сте станале најпрепознатливи по пиењето кафе на широк сокак. И сега би сакала тука да ја вклучам и Татјана Маленкова од Охрид. Таа е со нас од самиот почеток на емисијата, не слуша и се што зборуваме. Тања, предпоставувам дека и си била во Битола и дека си била и на широк сокак. Преубав е Охрид, но како е широк сокак? Какво е твоето мислење за пиењето кафе таму? Добро, Јована, добро утро прво да кажам за сите гледачи кои ще следат оваа емисија. Јас да му би рекла како се договарате да пиете кафе без мене. Значи јас сум еден од најголемите пијачи на кафе, може да се каже, но затоа јас ве канам во Охрид сите заедно да пиеме кафе. Навистина Битола и широкиот сокак се најпознати по пиење кафе, но верувам дека и во Охрид се повеќе и повеќе има пијачи на кафе кои што сакаат по старата чаршија да пијат кафе или можеби по оние најатрактивните локации кои што се покрај езера. Така да може едно заедно да се договориме едно кафе да испиеме онака македонско убаво со локум. Готово веќе се договараме вака и јавно, значи нема шанси од прекршување, Ана ќе не очекува. Охрид е познат по плажите и она што и посебно туризмот и она што би можеле доколку сакаат граѓаните викендов да дојдат на продолжен викенд да прошетаат по Охрид, но би сакала денеска да зборуваме за една нова плажа. Би сакала да го најавиме отварањето на новата плажа, станува збор за плажата Стење, која што се наоѓа во Ресен. Ана, ќе ни кажеш повеќе детали за тоа, инаку ти си и ресенчанка. Само што не знам, предпоставам дека љубов те привлече кон Битола и остана таму.
Така, љубов и работа ме привлече да останам тука. Токму така, Јована, како што кажа, денеска свечено ќе биде пуштена во употреба плажата во селото Стење, која што се наоѓа на Преспанското езеро. Станува за ново изградена плажа од страна на владата на Република Македонија во должина од 500 метри. На самата плажа морам да кажам дека се наоѓа два ресторани. Исто така на езерото има дрвена платформа, се наоѓаат и многу содржини кои што верувам дека ќе бидат поинтересни за она помлада популација, односно се наоѓаат игралишта за фудбал, за бадминтон, за одбојка. Самото свечено пуштање на оваа плажа е најавено за денеска во 18 часот, кога концерт ќе одржи познатиот македонски пејач Миле Кузмановски, а исто така пред присутните ќе се обрати и градоначалникот на општина Ресен, господинот Ѓоко Стрезовски, како и новиот собственик на плажата на Стење. Ете, со оваа сама плажа која што пред скоро време се изгради на Преспанското езеро, тука ќе споменам и плажата во Сливница, се очекува туристичката понуда да се зголеми уште повеќе, односно се очекува на вистина голем број годинава да оди токму на прекрасните плажи со кои што изобилува Преспанското езеро. Пете, ќе ги поканам сите гледачи на телевизија Нова, кои што викендов размислуваат каде да одат. Уште едно место кое што на вистина има што да се погледне е токму Ресен, а пред се е Преспа, која што на вистина изобилува со прекрасни убавини. Студио? Ана, многу убавини ќе им понудиме на гледачите, баш ќе имаат широк спектар, па да изберат каде би сакале овој продолжен викенд да одат. Ти остануваш со нас. Ќе направиме кратка пауза, па ќе одиме кај лидерите во туризмот кога е во прашање, но нема да зборуваме за туризмот денеска со Татјана, туку ќе зборуваме и за нешто друго, за гастрономијата. Останете со нас. Сите се сеќаваме на својот прв дом, на моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. Г-Натурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Г-Натурал. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. А како што најавив, Охриѓани не само што се познати како лидери во туризмот кога е во прашање, туку и многу добро котираат кога е во прашање храната и подготовките на храна. Сега деталите ќе ги оставам за Татјана Маленкова да ни го представи својот соговорник кој што всушност и доби престижна награда на оној реномиран натпревар кој што се одржуваше во Будва. Повели, Татјана? Токму така, Јована, јас би рекла дека туризмот е еден мозаик кој што треба некако да се состави за да имаме совршенство. Значи, за да имаме успешна туристичка сезона, не само сместувачки капацитети, не само културно-историски споменици, па да ни биде градот убав, мора и да им понудиме добра храна на гостите кои што ни доаѓаат тука. Мојот денешен соговорник учествуваше на натпревар во Будва, гастрономски натпревар, 10-ти поред, и тоа не само мојот соговорник, кој што ќе ви го представам сега, туку 5 мина од Македонија се вратија со награда. Поточно сите кои што учествуваа, шефови на кујни од Македонија, зедоа по некоја награда, ова значи дека македонската кујна е една од подобрите во регионов. Мој соговорник Владко Ѓоргиевски, шеф на кујна, кој што за прв пат се одлучи да оди на еден ваков гастрономски натпревар, го освои среброто. Здраво, Владко. Здраво на сите гледачи.
Како поминавте, значи што Супер, понудите? пред се сакам да ви се заблагодарам на поканата на вашата телевизија, да учествувам на оваа емисија. Значи, поминавме супер, одлично. Јас како дебитант на ова големо надпреварување сум задоволен од моето пред се представување. Исто така сум задоволен од добиеното трето место, што е многу битно да се учествуваат како дебитанти, да се освоит такво место. Значи, самата подготовката покрај храната, ќе кажеме што подготвивме, треба комплетно да биде готова и масата. Мислам дека беше се во знаците на македонското знаме. Така барем ме подготвивте. Но што спремавте? Јас се спремав за предјадење јагула, кувана во вино куве, со рузмарин и сос од спанајк со лук. За другото јадење, за главното јадење, спремав пилешко филе со ананас, исто така со многу зачини. За десерт спремав јаболко што беше кувано во вино. Значи во мускат вино, во благо вино. Беше ригорозна ли жири комисијата? Жири комисијата, да. Значи жири комисијата пред се не беше само за вкус, за изглед на јадењето, се оценуваше значи работата на готвачите, чистотата, хигиената. Комплетно, значи комплетно беше све за оценување. Јована, дали си пробала можеби ти јагула, дали сакаш да пробаш? Сакам да пробам, не сум пробала, иако сум многу голем љубител на морската храна. Би сакала да дојдам и би сакала и викендов да дојдам во Охрид. И да, обавезно би пробала. Мене ме интересира како шеф на кујна, тој е веројатно и најмногу во допир со она што го сакаат туристите и што го бараат кога ќе дојдат во Охрид. Која храна најмногу ја бараат? Така, која храна најмногу ја бараат туристите кога ќе дојдат? Што им нудите? Што е тоа со што ги привлекувате? Пред се овдека во Охрид сите идат на риба. Значи во Охрид е препознатио секој гостин што идет од странство да ја пробат нашата риба, значи охридската риба, без разлика дали тоа ќе е пастрмка или јагула или белвица, значи пред се сака да го пробат рибата што е во препознатливи што сне во овој регион и од Охридското езеро. Сакате ли често да експериментирате, значи вие сами да пронаоѓате, да речам, нови вкусови јадења, да комбинирате? Значи нормално е тоа кога ќе учествуваш во некој ваков надпревар, да ој со нешто свое, нешто што ќе ги изненадит судиите, исто така и доста изненадени беа и другите представници. Значи нешто што ќе комбинација што ќе е на добар мирис и вкус и ќе е добро цената, значи. Така. Јас премногу во најавата најавив дека Македонија има едно од подобрите кујни. Може ли да се сложите со мене во ова? Да, значи имаме многу добра кујна и други беа изненадени од нашето такмичење таму, значи како бевне ние представени, со кои јадења бевне представени и Рековте дека предмалку дека се комплетно се оценува, значи дали и колку се пременуваат хасап и халал стандардите, дали веќе ќе ги имаме и халал стандардите со оглед на тоа дека имаме и наплив на туристи. Значи морат хасап стандардите да се пременуваат. Значи овој град како туристички град мора ние да покажеме тоа на највисоко ниво, бидејќи тука се во предност што гостите што идат од надвор, за да се тие задоволни, а и ние да имаме уба сезона, морат тоа да е на највисоко ниво. Така се случило ли гости да се пожалат од храна, да ја вратат, да побараат нешто друго? Па да разговарате со нив што би сакале да им спремите специјално? Па имат гости што си сака специјално нешто да се направат, мада сите што се дојдени, сите имаат добри оценки за охридската кујна даено и така да се склопувате тоа искуство
искуство со тек на време што Охрид ќе испливат на тоа ниво како што е Будва, како што се другите поголемите центри, исто така туристички центри. И се надевам дека од година на година ќе имаме што поголем број на туристи. А колку се применува во последно време здравата храна, значи и органската храна? Бараат ли нешто посебно органско да им се подготвили? Да, значи органската храна стално се барала, туристите знаат кога иде тука што треба да се приготви, значи ние одиме на тоа стално да е здрава храна. Тука знаат многу брзо да се приготвува храна со тоа дека има многу налив на туристи. Али задоволен сум во досегашниот тек што се води во Охрид и пак ќе напоменам дека мислам дека Охрид имат квалитети и предности да одат многу напред во таа насока. Така. Јована, се надевам дека со ова што го слушнавте за кујната која што ја нудат охридските угостители, ве привлековме да дојдете во Охрид, значи имате можности сами да одберете што сакате да јадите. Се разбира, да. Ја споминавте и здравата храна, ја споминавте и охридската пастрмка, она пошто сте особено препознатливи. Оние кои што имаат можност да дојдат во Охрид, ајде да искористиме шеф на кујна гостин во емисијата, може ли накратко во интерес на времето еден рецепт како да приготвиме по ваши охридски тертипи пастрмка? Пастрмка, значи од студио прашува дали може една рецепта да се каже како се подготвува охридска пастрмка. Ќе открием. Па има многу начини на спремање на охридска пастрмка. Пред се, според мене, најбава рецепта за охридска пастрмка е така наречената тресена пастрмка, што се приготвува во Охрид. Што треба? Значи покрај риба. Покрај риба. Рецептот е сварена охридска пастрмка со ситно сецкан кромит, макдонос низнезе. Значи таа се служи како ладно пред јадење. Пред се прави како паста од таа охридска пастрмка и А по тој се пржи или само варена ја имаме, па ја поставувате како риба? Поставуваме како салата, се сервира како салата со варена охридска пастрмка, која овдека позната како тресена охридска пастрмка, и тоа е доста вкусно и доста барано од страна на туристите во Охрид. Исто така и се барат охридска пастрмка на охридски начин. Значи таа охридска пастрмка на охридски начин се прави со фил. Филот состои од кромит, пржен кромит со патлиџан и со кромит. Ситно пропржен, па рибата се става на скара, се филетира и одозгора се додава тој сос. Па, јас мислам дека после ова ќе мора да дојдете и да пробате тресена охридска пастрмка, и покрај тоа што во последно време не практикуваме да ја нудиме така во хотелите, во рестораните, си ја чуваме, мора да ја заштитиме охридската пастрмка, но се надевам дека ќе се најде некој парче за да се проба. Се разбира, Татјана, ви благодарам, можеби дадовме и предлог за ручек денеска на граѓаните. Кога е во прашање Охрид, постојано не изненадувате со новитети. Јас би сакала да ти искористам и да те прашам за новитетите кои што ги нудите од Охрид. Во прашање е LED технологијата. Ќе оставам на тебе да ни представиш за што точно станува збор. Така, јас ќе кажав, туризмот е значи еден мозаик за да се добро представиме и да оставиме впечаток кај оние кои што дошле за прв пат да ни се вратат повторно. Значи покрај добри ресторани, хотели, кафе, јадење, ние комплетно го сменавме во Охрид осветлувањето, значи јавното осветлување. Сега веќе со LED светла е осветлен целиот град. За скоро време ќе бидат осветлени и сите културно-историски споменици. Сето тоа благодарение на
чешката фирма ИТС системи, кои што на 15 години се обврзаа дека комплетно ќе се грижат за осветлувањето во Охрид. И само да напоменам дека со ова ново осветлување, со кое што комплетно целиот Охрид е веќе, се заштедува до 80%, значи општината може да здивне за 80% има по-ефтина струја, а сепак градот ни е добро осветлен. Предлагам, Јована, значи ние вчера имавме презентација за ова јавно осветлување во Охрид, па предлагам да го погледнеме прилогот. Презентирани техничките детали од функционирањето на системот за јавно осветлување во градот Охрид, што како проект за јавно-приватно партнерство општина Охрид го реализира во соработка со чешката фирма ИЦС системи од Карлови Вари. Градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски истакна дека придобивките кои општина Охрид ги добива со замена на системот на улично осветлување со лед светилки се големи. Се работи за комплетна замена на постоечките светилки со современи лед светилки во вкупен број од 7627. Понатака инсталирање на нови 461 фенери со автентичен изглед во стариот дел на градот, понатака уште 103 рефлектори кои што ќе ги осветлуваат значајните културни историски споменици, паркови и објекти во градот Охрид и уште 50 подни лед рефлектори и секако она што е за нас особено важно, а тоа е проширување на системот за јавно осветлување со дополнителни 620 светилки. Бакрачевски потенцираше дека овие дополнителни светилки ќе представуваат нови инсталации кои со урбанизацијата во иднина би се користеле за осветлување на други делови од градот. Амбасадорот на Чешката република во Македонија Мирослав Рамеш истакна дека ова е добар импулс за развој на соработката помеѓу Македонија и Чешка. Ваш град е лепи град, а мене е јако драго да заслужи. Вашиот град е многу убав и заслужува вакво осветлување. Заслужува нешто специјално. Многу ми е драго што Охрид оствари соработка со чешка фирма, која е само еден добар импулс за соработка и планираме во месец јуни да организираме бизнис форум во Охрид, каде ќе се отвори можноста за соработка и со други претприемачи од Чешка. Председателот на компанијата ИЦС системи Либор Сладки истакна дека ова е модерен тренд на осветлување со оглед на нашата природа и екологија. Е потреба мислев на едном на Не е потребно само да се мисли на јавното осветлување, туку и на тоа како се произведува електрична енергија за да се заштеди не само на крајот, туку и на почетокот, да се мисли и на создавањето на стаклената градина. Со оглед на тоа Охрид преку ова осветлување се движи во вистинскиот правец. Сладки додаде дека целиот свет се стреми кон заштита на енергијата што всушност е придобивка од лед осветлувањето. Инаку проектот за модернизација на јавното осветлување на територијата на Охрид е меѓу најзначајните кои што Охридската локална самоуправа го реализираше во 2015 година. Слушнавме од прилогот дека и во јуни ве очекува чешки бизнис форум, значи ќе ви дојдат и туристи од Чешка. Татјана, која е другата новост која што ни ја носиш? Па беше презентирана и студија за заштита на старото градско јадро. Значи со оваа студија ќе се заштитуваат и ќе се реновираат фасадите во стариот дел на градот. Оние, а морам тука да напоменам само дека дел од фасадите по најфреквентните сокачиња и улички ни стариот дел на градот веќе се реновирани благодарение на Министерството за култура и Заводот за заштита на спомениците на културата, а се она друго што остане ќе се направи преку оваа студија. Јована, предлагам и за ова имаме подготвен прилог, па би можеле да го погледнеме во следниве минутки, каде детално ќе објасниме се. Студијата за интегрирана заштита на старото градско јадро на Охрид се промовираше пред јавноста. Со помош на оваа студија ќе се заштитува старото градско јадро, ќе се реновираат и заштитуваат автентични стари градски фасади, како и ќе се изврши заштита на целокупното културно-историско наследство кое се наоѓа во овој дел на градот. Планот за интегрирана заштита опфаќа целото старо градско јадро во неговите заштитени граници, сите објекти кои се под заштита, дадена е на еден преглед на нивната состојба. Од тука произлегува и некои проекти кои во временска рамка од 5 години би требало да се реализираат. Катерина Џобвел, представник на општина Каен од Нормандија, вели дека со оваа студија се представува долгогодишната соработка на општина Охрид и општина Каен, која трае од 2012 година и се надева дека истата ќе продолжи во иднина. Се pourquoi токму заради тоа затоа што и ние се наоѓаме во почетна фаза на реализација на овие планови, сакаме соработката да продолжи
да разменуваме искуства за и двата планови да бидат успешни, како и кај нас, така и кај вас, за да се заштитат спомениците во рамките на оваа споменична целина. Од општина Охрид очекуваат овој проект значително да придонесе за заштита на старото градско јадро на градот, кое е исклучително важно за зачувување на историските и на културните богатства, кои се значајни за развој на туризмот. Особено не радува што општина Охрид во соработка со партнерот збратимениот град Каен од Нормандија и националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј го имплементира овој важен проект. Размената на искуства и добри практики на различни теми, како и на темите од областа на културното наследство, во голема мера ќе придонесат за развивање на оваа стратегија, истакна Ивана Димитровска, директор на Асоциацијата на агенции за локална демократија. Се надевам дека искуствата споделени помеѓу општината Каен и општината Охрид ќе придонесат за развивање на овој план што беше направен за заштита на културното наследство на Охрид, и се надевам дека ќе можеме да успееме да најдеме начин преку ценејќи го ова културно наследство, граѓаните на општина Охрид да можат истото да го ползуваат. Освен планот за интегрирана заштита како финален производ од самиот проект, изработена и методологија за маркетинг стратегија за достигнување на одржливост на градското јадро. Планот е работен во рамките на проектот изработка на план за интегрирана заштита на старото градско јадро на Охрид, финансиран од програмата за децентрализирана соработка помеѓу француската провинција Долна Нормандија и Македонија, преку Асоциацијата на агенции за локална демократија и општина Каен. Татјана, ти благодарам многу. Во интерес на времето веќе мораме и да привршуваме со тебе. Благодарам на гледачите доколку немаат идеја каде да одат за овој продолжен престоен викенд. Им дадовме убава понуда и во Охрид, и во Ресен. Сега, каде оние кои што веќе си го испланирале викендот, каде ќе патуваат оваа година во однос на лани? Како е, ќе ни каже од Струмица Наталија Миланова е со нас, ќе ни каже што испланира струмичани. Добар ден, Јована, до тебе и до сите гледачи на телевизија Нова и на оваа емисија. Струмичани некако традиционално како и секој Великден, така и овој ќе патуваат. Од туристичките агенции велат дека најмногу струмичани се заинтересирани за Банско во соседна Бугарија како дестинација, бидејќи според нив таму има најпримамливи понуди, меѓутоа не изостануваат и Велинград од тинејџерите, односно од помладите, ја барат исто така и Софија како дестинација за прошетка и за забава, меѓутоа исто така и за Благоевград, за Сандански, и секако не изостанува и соседна Грција со аранжманите кои што се подготвени. Меѓутоа исто така можеби помал бројот, но сепак има заинтересирано граѓани кои што ги користат авионските карти, односно авионските понуди кои што ги нудат туристичките агенции, така да сигурно ќе има и струмичани кои што ќе петуваат и за Виена, за Будимпешта и за другите градови во Европа, во светските метрополи. За разлика од минатата година, интересот е малку според туристичките агенции помал, меѓутоа еве од моето лично искуство и од сето она кое што може да се види на терен, граѓаните можеби бидејќи еве е блиско границата со Бугарија само 30 на километри, а од Грција само 60 на километри, повеќето од нив приватно со своите автомобили ќе отидат дали на викенд или пак на само еден до соседните држави, односно во градовите кои што тие се ги одбрале како дестинација за овој предстоен празник, односно двата празници во едно, и Великден и меѓународниот ден на трудот 1 мај. Така, Наталија, значи сепак ќе патуваат струмичани надвор од државата. Спомена дека сте во близина на гранични премини, па во близина им се соседните држави, па можеби и затоа ќе патуваат. Тука веднаш ми потекна прашање, битолчани се во близина на два гранични премини, Меджитлија и Албанија. Дали битолчани можеби ќе патуваат надвор од Битола или сепак ќе си одат во Охрид, например?
Така Јована, битолчани се познати како големи шетачи, секој слободен ден или некој поврзан викенд секогаш знаат да го искористат да прошетаат, без разлика дали тоа ќе биде во градот на Пелистер или во Охрид или можеби надвор од Република Македонија, во секој случај голем број на битолчани знаат да отпатуваат некаде и да прошетаат. Еве по-конкретно што се однесува за овој продолжен викенд, се разбира дел од нашите сограѓани ќе одат токму во Охрид да прошетаат и да поуживаат таму, но во секој случај како што кажа со оглед на тоа што ние се наоѓаме премногу блиску до грчкиот премин, односно до Меджитлија, голем број на битолчани ќе се упатат токму кон нашето соседство. Наинтересни за самите битолчани им се крстарењата кои што ги опфаќаат грчките острови Кушадаси и Ефес. Исто така интересни се и голем број на останати грчки хотели, но тука би ги спомнала и бугарските хотели. Значи голем број битолчани токму овој викенд ќе се упатат кон Банско и Сандански, а исто така од туристичките агенции во Битола велат дека исто така голема заинтересираност има и за европските градови, односно граѓаните се интересираат за оние понуди каде што се патува за Париз, за Амстердам и во Минхен. И на крајете уште еднаш би додала дека битолчани остануваат по тоа, односно по тој надимак дека се познати како големи шетачи, па така и овој викенд ќе го искористат да отпатуваат и да прошетаат некаде. Студио? Ана, ти благодарам, значи да го искористиме овој викенд прво. Татјана како што ни го понуди Охрид како опција, па доколку би сакали да ја напуштиме државата, можеме да прошетаме по соседните држави. Сега јас би сакала тука да искористам, драги мои дами, да ве запрашам дали ќе станете утре рано наутро да вапцате јајца. Ајде, Ана прва. Дали како млада домакинка ќе станеш рано наутро? Па така, Јована, морам да признам дека изминатите години тоа не ми било во практика, бидејќи јас сум човек кој што сака да поспие, морам јавно да го признам тоа, но во секој случај како млада домакинка на вистина не очекува голем христијански празник, во секој случај ќе секако дека ќе станам утре рано сабајле, нели да ја одржиме онаа традиција која што ја имаме на нашите простори. Каде одржиме традицијата, Татјана, јас ќе станам рано наутро, особено затоа што и керкичката ми се радува многу на јајца, шарени, вапцани, тазе, па и да направам на лицето шарено, бело, румено, како беше да си ја задржиме традицијата. Татјана, ти исто верувам дека ќе станеш рано наутро. Така е, јас како домакинка, да речеме жена со две деца, секако дека станувам рано, но го обожавам Великден како празник, сите оние традиции кои што ги имаме како семејство поврзани токму со овој празник, така да, ќе се стане рано наутро, ќе се вапцат првите јајца, најголемото задоволство секако дека е со керкичката кога ќе се шараат тие јајца по пладнето. Ве поканувам да слушнете за од лидерите на украсувањето кога е во прашање и декорирањето, она што ќе ни го раскаже Наталија. Струмичани се особено познати во декорирање, украсување, па и великденските празници кога се во прашање како да си го украсиме домот, како да ги декорираме кошниците со јајца. Наталија, тебе ти ги препуштам следните минути. Да, така Јована, еве ја да се пофалам како домакинка дека наутро пред се утре наутро ќе станам во 4 часот, ќе ги бојадисам јајцата и посебно со првото вапцано јајце ќе направам по струмички речено црвено-бело дете, односно тоа значи дека да бидеме здрави во текот на целата година, односно до наредниот Великден, барем така во Струмица се прави. А инаку струмичани уживаат во украсувањето, во боите и пред се секој еден празник, дали тоа ќе биде христијански или пак еве некоја домашна слава, да речеме и за матурски, за било какви веселби и за свадби, задолжително се украсува. Секој според својот домашен буџет, некој минимално, меѓутоа струмичани знаат да се пофалат и да бидат уникатни и секогаш најмодерни во трендовите во украсување. Така и за најголемиот христијански празник Великден, струмичани украсуваат некој повеќе, некој помалку. Боите се задржуваат во знакот на пролета, во знакот на портокаловото, жолтото, зеленото,
зеленото, секако црвеното не изостанува и во поново време според според експертите, односно оние кои што со години се занимаваат со оваа професија, велат дека се наметнуваат веќе во овие години и розевата и виолетовата боја. Меѓутоа, доколку е спремен материјал, предлагам да го погледнеме и слушателите, односно гледачите, да слушнат директно од господја Мимоза. Луѓето ги завршуваат последните подготовки за Великден со чистењето на домовите, нели? И секој сака да си внесе во домот нешто ново. За разлика од поранешните години, интересот на купувачите е многу поопаднат. Нема некое големо побарување, но сепак си купуваат и внесуваат по некој детал нов во својот дом. А тој што не може, нели, да купи нешто ново, ќе си ја донесе својата стара кошничка, да му ја декорираме, да ја направаме, или ќе си порачи некое минимално аранжманче, така да сепак луѓето се спремни да потрошат некоја пара за Великден. Какви се трендовите оваа година, какви украси се бараат од она што може да им го понудите на граѓаните? Какви теми избираат за великденско украсување? Кои се боите кои што тие најчесто ги избираат? Боите најчесто за Великден се знае, нели, тоа е пролетта, тоа се жолто, портокалово, црвената е обавезно застапена секоја година. Лилата се појавува, трендовите си ги диктираат самите купувачи. Кај нас, например, секој сака да му биде украсено во стилот на својот дом. Нели, сега гарнитурата му била на боја, например, нели, бордо, па ќе сака нешто на црвено. Тој што има нешто на лила, ќе сака да вметне некој детал, нели, на лила, на розе, портокалова, зелена. Тука се сите. Значи, за Великден претежно се застапени сите свежи бои, топли бои, нели, во украсувањето. Обавезно се зајчињата, малите пилинца, некое, нели, врапче, може да кажеме. Фактички, Великден ние како привестие на самата пролет, нели, се разбудува се со тоа и така да луѓето на кој што му одговара, тоа си порачува да си направи. Спомнавте доста интересни украси кои што тие може да ги избираат и секој кој што го украсува својот дом сака тоа да биде на оригинален, уникатен начин. Токму тоа е моето прашање, дали тоа го ставаат во ваши раце, вие сами да го направите тој аранжман како би изгледало, или пак има и такви домакинки кои што доаѓаат и велат, ете јас ова сакам, вака сакам да биде направено со нивна оригинална идеја. Да. Во последно време и тоа се случува, нели, младите, поготово сакам да кажам, доста е застапен интернетот, ги следат, нели, тие трендови на интернет, доаѓаат и кажуваат, буквално го барат тоа што е на сликата да се направи. А имаме муштери, нели, што се со години тука кај нас, сепак, нели, тоа е една од најстарите цвеќари, 25 години, и оставаат на нашето искуство, на нашата, нели, визија, желба или могуćности што може да направиме во тој момент. И уште да ме кажете како се движат цените за тие украси или за тие аранжмани кои што ги правите, колку граѓаните или домакинките се подготвени да платат за великденско украсување на нивните дома? Се зависи од нивната парична состојба, нели, кои со колкави средства располага. За Великден може да се направи аранжманче од 300-400 денари, па нагори и секој пат, нели, секој си го диктира сам својот буџет, со колку располага, со тоа се декорира. Инаку може да се направи едно мало аранжманче, нели, да се декорира некој тањер од дома да си донесат со наше, нели, помош тука со цвеќе, со украси што имаме, од 300-400 денари нагоре се движат цените. Наталија ни даде идеја што да си докупиме за да си аранжираме сепак на свој уникатен начин како домаќинки дома. Ти благодарам многу. Наталија Миланова ни се јави од Струмица, Татјана Маленкова од Охрид и Ана Трајчевска од Битола. Ви благодарам на сите, ви посакувам убав ден пред се разбира, а вам, почитувани, ви закажувам утре во истото време, 9 часот на оваа фреквенција телевизија Нова, а сега ве препуштам на мојот колега Иван Лазаров. Останете со нас.